Денешната емисија ја посветуваме на работниците и на нивните права и можности. Едно од нивните права е да бидат заштитени при работа. Токму на оваа тема денеска зборуваме со Славица Денковска, која што ни доаѓа од Македонското здружение за заштита при работа. Добар ден и добро ни дојдовте во студиото. Добар ден. Она за што најнапред би сакала да поразговараме е кус вовед во она што се вика Македонско здружение за заштита при работа. Колку време постоите, кои се вашите цели, активности, која е вашата тема на работа? Македонското здружение за заштита при работа би рекла дека е едно од најстарите здруженија во Македонија. Постои скоро 50 на години и во текот на сите денови на транзиција и сите промени што настанале, обстојувало и работело. Тоа е здружение на инженери, стручни лица по заштита при работа. Од 2008 година е единствен колаборативен центар за информации на Меѓународната организација на труд. Од 2012 година е фокал поинт за Европската агенција за безбедност и здравје при работа. Исто така е амбасадор на ИНТШ мрежата, тоа е Европска мрежа за образование и едукација во областа на безбедност и здравје при работа. И како здружение, значи, соработуваме со сите земји во регионот, со сите државни институции, со Министерството за труд и социјална политика, Државниот инспекторат, сите стопански комори, сите лиценцирани овластени организации и медицина на труд, сите кои што се чинителе во областа на безбедност и здравјето при работа. Своите цели и активности во подигање на свеста, запознавање на работниците со можните ризици, начинот на заштитата и се што е поврзано со безбедноста и здравјето при работа го остваруваме преку реализација на проекти. Се реализираше еден поголем проект каде што беа опфатени 26 текстилни фабрики во Македонија и на наше големо задоволство покрај видливите резултати кои што беа постигнати во подобрување на заштитата и безбедноста на вработените, овозможивме да се формираат тимови на менаџерите и самите вработени кои што ќе работат заеднички и кои што ќе се трудат и понатаму тоа што е имплементирано законски да го остваруваат и нели да се заштитат себе си и околината во која што работат. Така, напоминавте дека соработувате со голем број институции. Се чувствува ли никаков напредок во однос на заштитата при работа од оваа заедничка соработка? Па ние се трудиме, значи постојано соработуваме, можеби да кажам пред некои 20 на години до денес постои разлика, меѓутоа сепак се уште треба да се работи. Сепак треба да се значи се трудиме да ја подигнеме свеста на сите, освен вработените и на работодавачите, на сите кои што се засегнати со безбедност и здравјето во работната средина кај што работат. Така, она што е многу интересно е тоа што спроведувавте голем број обуки или како здружение. Може ли ни кажете на што беше ставен акцент при спроведувањето на овие обуки? Македонското здружение овозможува да се спроведат, значи, тие обуки. Ние сме тие кои што ги организираме, се трудиме во соработка со Министерството пред се за труд и социјална политика пред се да овозможиме имплементирање, односно да им стане појасно на стручните лица и работодавачите оној законски дел што треба да го исполнат во своите компании. Им помагаме во стручни наменати обуки, потоа соработуваме и со вработените, организираме, односно овозможуваме да се спроведат обуки кои што им се потребни за да се запознаат со можните ризици, можните начини како да се заштитат, на што треба да внимаваат. Така, на што наидувате при овие обуки? Односно, се чувствува ли интерес од другата страна? Колку работниците се заинтересирани за овие обуки и дали станувате свесни дека се навистина потребни? Ние сме свесни дека се навистина потребни, затоа се организираат овие обуки. Па се трудиме, затоа велиме дека се трудиме да подигнеме свеста на вработените, кога самиот вработен ќе свати дека тоа е потребно за своја заштита и дека со тоа се заштитува и себе си и семејството и да кажам фондовите на државата. Мислам дека сме ја постигнале целта. Она што би било интересно како податок да се истакне, може ли да ни кажете дали имате број на повредени лица во изминатата 2013 година?
Македонското здружение години наназад изготвува еден извештај на несреќи за изминатата година. Така и оваа година, 2013, водиме статистика, тоа се повреди кои што се излезени во дневните печати или во весници, телевизија или јавувања. И тој годишен извештај ќе биде презентиран на 28 април, кога ќе го одбележуваме Светскиот ден за безбедност и здраве при работа. Оваа година тоа одбележување ќе биде на споменикот на загинати работници во Маврово и таму имате можност, ве поканувам да присуствувате и да ги статистички да се запознаете со тие податоци. Така, она што е многу важно да го нагласиме, сигурно ќе биде и од голема важност за нашите гледачи да слушнат, да се информираат кои се професиите кои што се најподложни на ризик. Нема професија која што не подлежи на ризик. Ако ме прашувате во Македонија, ние кога сите повреди можеби највеќе се известува во градежништвото и сите сметаат дека таму има најмногу повреди. Меѓутоа ние според нашите статистики имаме евиденција дека најголеми повреди се во земјоделието. Тие се онаа група на работници кои што не се доволно упатени во безбедност и здравјето при работа. И се трудиме, во моментот се трудиме и со нив да се работуваме, да организираме обуки, да им овозможиме стручна литература на македонски јазик, брошури, да ги запознаеме, односно да постигнеме и кај нив подигнување на свеста и конечно да дојдеме до некој намалување на тие повреди. Така, а се чувствува ли интерес од нивна страна да се запознаат со овие всушност причинители за било какви повреди на нивното работно место? Па да, започнуваат да чувствуваат потреба откако нели ќе ги уведат сите последици на кои што не внимавале претходно или не биле запознаени и нормално дека самите пројавуваат после тоа интерес. Така, има ли никаков податок кај кого се поголеми повредите и побројни, кај помладата или пак кај повозрастната популација? Подеднакво, мислам дека подеднакво. Така, прашањето ми беше во однос на тоа што можеби помладите се оние кои што повеќе внимаваат на самата заштитна опрема која што ја носат при работа или пак повеќе читаат, се информираат за последиците од нивното работно место, еве конкретно за земјоделците. Тоа се однесува до опремата, се припазуваат ли оние стандарди за носење на опрема на работното место? Индивидуално е тоа. Значи, сите оние кои што се здружени во некој тип на задруги или некакви организации по општините, по руралните средини, се трудат, значи, затоа што имаат помош. Индивидуалните земјоделци, мислам дека во моментот имаат финансиски проблем, нели? Меѓутоа се трудат да ги постигнат тие, да се придржуваат на стандардите кои што ги наложува државата, затоа што од друга страна тоа им доведува и до економски пораст. Така. Што е со имплементирањето на Законот за заштита при работа од страна на работодавците? Имате ли информации и сознанија колку се применува истиот? Во моментов јас не сум компетентна, значи би требало да ви гостува некој од Државниот инспекторат на труд. Меѓутоа, кога ги организираме обуките, се повеќе пројавуваат работодавачите интерес во однос на тоа кои промени се настанати во законот, кои правилници, на што треба да се придржуваат. Значи веќе мислам дека кај нив се подигнува свеста за имплементирање на законските обврски. И како што напоменав на почетокот, значи ние се потрудивме преку воведување за зајакнување на европските стандарди во областа на безбедност и здравето при работа проектот да имплементираме законските одредби во 26 текстилни фабрики. Во изминативе 3 години работиме на уште еден проект градење на капацитетите за безбедност и здраве при работа, каде што беа опфатени повеќе компании од различни индустријски гранки и морам да напоменам дека со овој проект се изготви проценка на ризик и изјава за безбедност на работното место на Државниот инспекторат на труд. Така, сигурно ќе биде интересно да се нагласи податокот дека важно е да се има познавање од помош, прва помош при повреда на работното место, барем еден човек во компанијата да може да помогне доколку се случи вакво нешто. Дали е ова законски регулирано?
Точно тоа е законски регулирано, значи со Законот за безбедност и здравје при работа е регулирано според бројот на вработени се наложува да има обучен за прва помош, потоа е обучен за противпожарна заштита и оние стручни лица со положен стручен испит кои што го полагаат во Министерството за труд и социјална политика, каде што се усовршуваат за извршување на работите од безбедноста и здравјето при работа. Така, што е со здравствените прегледи и оние систематски прегледи? Дали и тие спаѓаат во овој дел на заштита и безбедност при работа? Да, тие се регулирани со Законот за безбедност и здравје при работа. Значи, тие периодични лекарски прегледи се исто така неминовни кои што мора да се извршат и подлежат, има неколку вида во зависност од работното место кое што го извршуваат, односно на кои ризици се изложени. Така, многу интересен податокот што многу често и возачите кои што се на должност се изложени на повреда на работното место, меѓутоа понекогаш кога читаме, како што самата споменавте во пишаните медиуми или кога информираме ние медиумите за истите, можеби не нагласуваме дека токму некоја несреќа се случила на работното место, туку информираме нели дека се случила сообраќај на несреќа. Како е ова евидентирано? Ние како здружение ги евидентираме, значи реков можете сите тие ги објавуваме на нашата веб страна и сите тие несреќи ги евидентираме, водиме статистика во нашиот годишен извештај за безбедност при работа. И сега секоја институција одделно си ги евидентира тоа. Така, препознаваат ли работниците сојузник во вас, во Сдруженијето за заштита и безбедност при работа? Да, можам да кажам дека веќе не препознаваат, затоа што имаме многу членови кои што се зачленети во нашето здружение, постојано ни се обраќаат со некои идеи, мислења, помош, присуствуваат на нашите настани. Еве оваа година, уште на почетокот на годината, го имавме објавено нашиот годишен календар на настани, кој што можете да го најдете на нашата веб страна www.mzzpro.org.mk и постојано, значи, сме во контакт со, без разлика од која област, и шоферите, возачите, значи постојано сме во контакт и пројавуваат интерес, не посетуваат во канцеларија, на настани, се трудиме да обезбедиме материјали кои што им се потребни, се што ќе побараат и што сме во можност, се трудиме да го обезбедиме. Така, на почетокот на разговорот ги споминавме и обуките, би сакала да се навратиме повторно на истите. Каде се одржуваат овие обуки? Дали се стационирани само во просториите на Сдруженијето или пак сте на секаде низ држава? Не, значи лично во нашите канцеларии не одржуваме обуки. Обуките во зависност од тоа со кого соработуваме во моментот, за кого се организираат во стопанските комори или други компании кои што ќе не поканат во нивни простори или користиме други простори кои што се наменети, како што е например МШС едукативниот центар. Еве сега конференцијата ќе одржиме во Маврова, значи секаде низ земјава, дури и надвор од земјата се трудиме да организираме. Така, кој се може да присуствува на овие обуки? Сите што се заинтересирани, така. Со тоа што имаме два вида нели на присуство. Пред се имаат предност оние што се членови во нашето здружение, а можноста за зачленување исто така можете да ја видите на нашата веб страна или да не посетите во нашето здружение. Значи тие што се зачленуваат во здружението се имаат бенефиции во поглед на трошоците. Некогаш организираме, не некогаш, него неколку пати се извинам во годината организираме бесплатни настани за нашите членови. Значи сите што се заинтересирани можат повелете да не посетат или на нашата веб страна и може да ги посетуваат нашите настани. Така, значи без разлика дали се членови или пак без не, разлика, да. Можат сите да присуствуваат на овие обуки, но дали претходно треба да се резервира, да се најави нивно присуство или сепак е отворено? Треба. Мислам, ние имаме, значи, претходно даваме подолг период каде што може нели да се регистрирате, сепак треба да имаме увид, нели? Така. И слободно можете да не побарате. Така, што е она што се обучува при самите овие обуки, на што се става акцент на обуките, зашто е важно да ги посетуваат?
Обуките значи се од различен тип. Или се однесуваат на законските одредби, нови правилници, нови законски акти кои што излегуваат, или се однесуваат се наменети по индустријски гранки, или пак обработуваат проблем кој што го доставиле до нас како идеја, како мислење, или пак ние пошто соработуваме и секогаш се трудиме да бидеме во согласност и со промените кои што настануваат во регионот и во Европа. Ние самите носиме гости од надвор кои што држат тука наменети обуки. Значи од најразличен тип, не се држиме конкретно за една тема. Се обработуваат сите можни идеи, теми, мислења, проблеми кои што се поврзани со безбедност и здравето при работа. Така, и некаде пред крајот на разговорот, доколку би сакале да ви се обратат, доколку би сакале да ве консултираат сите наши гледачи кои што не се задоволни од условите кои што ги добиваат за нивната безбедност при работа, каде можат да ве најдат? Може да најдат на нашата веб страна, како што реков, www.mzzpr.org.mk или во канцелариите се наоѓаме на 29 ноември, број 50, после Католичка црква, меѓу Католичка универзална сала. Така, и едно подпрашање, има ли голем број најавувања и интерес од граѓаните да се информираат за се она што ги интересира? Да, имаме. Се чувствували пораст на нивните јавувања во периодов во денешницата, за разлика од пред неколку години? Па идеме по нагорна линија. Не доволно, меѓутоа одиме по нагорна линија. Така, јас се надевам дека ќе има и уште повеќе интерес да се информираат нашите гледачи, нашите сограѓани за нивните права да бидат заштитени нели на работното место и за се она што би ги интересирало, како што самата кажавте, може да ве најдат, да ве консултираат и секако со тоа да си го подобрат здравјето при работа. Уште еднаш ви заблагодарувам за денешното гостување. Ви благодарам. Продолжуваме ние понатаму со нашата редовна програма.